Како што е познато, јас сум роден во Тработивиште, таму го завршив основното училиште, средно во Струмица, педагошка академија во Штип, факултет во Скопје и втор факултет новинарство во Белград. Целиот мој работен век го посветив на просветата и на журналистиката. Тоа ми овозможи да стекнам голем број пријатели ширум Македонија, ширум некогашна Југославија, па и надвор од неа. Во новинарството поминав повеќе од половината век, 12 години бев во просвета и еве, откако отидов во пензија, се вратив на онаа пишувањето, бидејќи новинарството е напорна работа, со литературата не оди баш. И откако се пензионирав, повторно се вратив на творештвото, издадов неколку книги поезија, автор сум на публицистичката книга Плачеше цела Малешевија, заедно со мојата колешка Љубинка Клинчарска. Работам активно на монографијата за село Тработивиште веќе 12 години, да се надевам, ако даде Бог здравје, дека за наредната година ќе дочекаме и неа да ја промовираме. Горд сум со тоа што имам следбеници и во новинарството, па и во другото литературно творештво. Тука можам да спомнам плејада, меѓу кои се и Даниела Такева, вие, Валери, покојниот Љупчо Чабуковски, Стојанче, драгиот колега Младеновски. Значи, со сите сум соработувал, сум се обидувал колку можам да ги пренесам моите искуства и вештини, за да ги поттикнам и тие да творат, и тие со животот и за вистината да се борат. И за крај, што би било берег на овие 60 години творештво, 80 според вас, ваше најдраго дело? Било да се работи за новинарството, било за творештвото. Може ли да се издвои така? Не би можел да речем оти таткото како што си ги сака сите деца, така и авторот си ги сака сите дела, но сепак би одвоил моите реализации за македонската телевизија, Светите води во пиенец како документарна емисија, потоа последниот Гемиџија за телевизија Здравки, наградена беше на фестивал во Скопје. Текстовите со кои учествуваа наши видни роднокрајни пеачи на Гоцефест, ги има повеќе. Како и секоја година правиме завршен настан на пијанечки глас. Овогодишното го посветивме на нашиот роднокрајен автор, новинар, учител, поет Васил Маневски. Сакаме да му направиме литературен проект, со што ќе го прикажеме неговото целокупно творештво. Честитаме 80-тиот години роден ден и 60 години творештво. Па се знаеме уште, дури јас бев дете, ќе имам после едно мало враќање во врска со тоа. И драго ми е што Васил Маневски доживеал 80-та, од кои што 60 години творештво, и јас го познавам како творец, културалист по повеќе области, и како новинар, и како истражувач, и како историчар, поет, прозаист, но и раководител на повеќе проекти од областта на културата. И чести задоволство ми е вечерва што сум тука и што можам да присуствувам еден ваков настан. Сите од областта на културата и посакувам да им се случуваат ваквите настани. Значи, оваа вечера честа да ја затвориме пребогатата културна програма за 2024 година му припатна на господин Васил Маневски. Значи, Центарот за култура заедно со Сдруженијето на роднокрајни автори пијанички глас
заедно оваа вечер ќе го прикажат литературниот лик и целиот лик на творештвото на Васил Маневски. Инаку патувам порака и до Васил Маневски и до сите роднокрајни автори дека Центарот за култура Никола Царов од Делчево ни стои за соработка, отворење и дека секој што ќе дојде ќе можеме на сите автори да им направиме промоција или било што во делот на литературната дејност. Благодарам. Ајде море, кукни, кукни, сиво пиле. Кукај, кукај, кукавице, кукни, да ме кукнеш, кукни, да ме кукнеш. Ајде, жалај ме, малиној моме, плакај ме, плакај ме. Значи, сите дошле мајче колиго. Еди Паша се разбира прв, председател е на судот, генерал. До него е судскиот исленик, до него судскиот писар. Ај тие по службена должност, доште, а што бараат овие другиве? Зошто овие запотени и опијаните од љубопитност луѓе ги заборавиле своите важни работи и дошле да се согласуваат со обвинителите? Знам зошто сте дошли. Вие сте уплашени, иако сте многумина. Ние, иако станавме 4 храбри сме, ние само сакавме да ве вознемириме малку, да го надразниме вашиот сладок спокој. Па луѓето што носат осетливи носиви, да го почувствуваат опојниот мирис. Може би и вас ве вознемирил опојниот мирис од францускиот брод Гвадалкивир, па затоа го доведовте ваму и Павле Ташатев. Дојдовте ваму да сладострастувате на судењето на еден народ кој што сака да ја види својата земја ослободена. Вашите закони, вашиот поредок ја држат Македонија веќе 5 векови во робство и сиромаштво. Затоа Павле Шатев го крена францускиот брод Гвадалкивир во воздух. Затоа Јордан Попјорданов Орцето ја крена Отоманската банка во воздух. Затоа Костадин Кирков истото го стори со гасоводните и водоводните цепки. Затоа Цветко Трајков од Дресен сакаше да губи Евалијата Хусми Фекми Паша, а потем, не можејки, самиот седна на запалената бомба под себе и се распрзна во парчиња. Затоа Димитар Мечев, Илија Трчков си ги ставија револверите еден на друг во уста и со последните куршуми си ги одзедува животите. Затоа Тодор Органџиев пренесуваше динамит од Кочани и Берез за Солун. Затоа Тодор Богданов, Ѓорги Богданов и јас, Милан Арсов, фрламе бомби по Алхамбра, Пикловини, Златен Рог, Њоња. Затоа, Господа, да видиме Македонија слободна. Не треба да повторувате. Мене ми е јасно што сум сторил јас и моите другари. Не знам дали вам ви е јасно. А тоа што се однесува до вашата пресуда смрт со весење, не ме обесхрабрува. Напротив, тоа ме успокојува. Таа се сопаѓа со Демокритовата мисълти. Смртта не е несреќа. Уивешće да морт не па и мал. Значи, и јас ќе умрам како оние што ги разнесоа бомбите. Ќе умрам за делото, за слободна Македонија. Да си видам сред море Гемија, да си видам сред море Гемија, во Гемија око Ванделија. Татко мој, денес со гордост те гледам. Даскалот кој зборовите во стихови ги реди. Новинарот со перо во рака и око будно. Ја запишуваш вистината во оваа време чудно. Дедо поет,
Срцето Твое неуморно создава, стихови за родната земја што сјаат и траат. Пееш за тишината на гората, за реката што пее, за душата македонска во тага што тлее. Ти ја спојуваш историјата со сегашниот ден. Од брегалница наша до студената Темза. Ти си чувар на приказни живи. За травотивиште, за пијанец и за малеш и за враговите сини. Секој збор Твој е патека што води, низ историјата наша, низ животот што броди. Татко мој, раскажувач на времето живо, со Твоите песни светот стана поблизу, полн со живо. Денес Ти си глас што времето го чува, со секоја песна, со секоја мисла што струи. Новинар, раскажувач и поет и патриот, Ти си жив сведок на нашиот живот. Јас сум Твојот син, но не сум поет. Зборовите Твои ги носам во лед. Ти пееш песни за гора и цвеќе, а јас тргнав по светот да барам нешто повеќе. Ти ги чуваш корените од сонцето старо, а јас талкам ни светот со срце младо. Не го познавам стихот, не го носам Твојот дар, но во мене е љубовта Твојот вечен жар. Твоите стихови, тато, со вечен клам, во нив е љубовта што ја носам сам, но Твојот дар, Твојот мудар завет, го оставам сега на внуците Твој аманет. Да ја чуваат земјата коренот наш, да го сакаат небото и сончевиот зрак, да го слават името што ни стихови се гради, да си го живеат животот додека се млади. Секој Твој ден е приказна што трае. 80 години мудрост што сјае. Многу.